Време за вестите. Штипјанец ја силувал поранешната девојка, заработи кривична од полицијата, а истражен судија му одреди 30-дневен притвор. 41 годишен штипјанец насила ја облюбил поранешната девојка со која бил во љубовна врска. Пред 2 дена се сретнале, а тој успеал да ја убеди 25 годишната РБ да појде со него во станот на неговиот брат. Таму таа доживеала вистински кошмар. Физички ја нападнал, удирајќи ја со тупаници во пределот на главата и телото, ја соблекол и го извршил грозоморниот чин. Потоа со неговото возило ја однел пред основно училиште, заканувајќи се дека нема да ја остави додека не му ги врати парите што тој ги потрошил за неа, пошто заминал, стои во пријавата со која СВР Штип го осомничи ВК дека сторил кривично дело силување. Случајот ден потоа во полиција го пријавила оштетената. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Штип. Од страна на судски вештак бил извршен преглед над РБ, а исто така над неа бил извршен и лекарски преглед во клиничката болница во Штип, каде се констатирани тешки телесни повреди, велат од полицијата. Неодамна 21 годишен виниченец се обиде да облюби 15 годишна девојка, која не ја возвратила неговата љубов, пошто тој насила ја грабнал од дворот пред куќата и ја однел во близина на метеоролошката станица во Виница, а по неколку часа, без да ја повреди, ја вратил дома. Почнува втората фаза од програмата за зачувување на природата во Македонија. Со програмата тешка околу 4 милиони швајцарски франци ќе продолжи поддршката на проекти на општините и здруженијата со цел да се воспостават заштитени подрачја во сливот на река Брегалница. Програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка во координација со Фармахем Скопје и Центарот за развој на Источнопланскиот регион, продолжува со имплементирањето на втората фаза. Главната нејзина цел и понатаму е зачувување на уникатната биолошка разновидност и природните екосистеми, преку одржливо управување и користење на природните ресурси со посебен акцент на Брегалничкиот регион. Посебен акцент ќе се даде на два производи, како што е медот, нешто што е многу значајно за овој регион, како потенцијал за подобрување на социоекономските услови за живот, и секако оризопроизводството, гранка која што е многу значајна за локалното население. Програмата ќе ги поддржи овие две гранки, првично во подобрување на начините на практикување, во смисла на намалено користење на хемиски препарати во производството, контролирана употреба на водата, ресурс кој што ни е многу значаен, обуки, јакнење на капацитетите и наоѓање на начини за подобрување на пласманот на овие производи. На презентацијата на втората фаза од проектот во Кочани беше речено дека еден од главните очекувани резултати е подобрување на статусот на природните вредности со прогласување на така наречени заштитени подрачја. Анализите кои што ги направивме во првата фаза покажаа дека регионот на вистина изобилува со природни вредности кои што бараат посебен третман за нивна заштита, затоа што воспротивно сите други активности од економијата, енергетиката и така натаму можат да имаат неповратни последици по природните вредности. Продолжувањето на активностите од програмата за заштита на Брегалничкиот регион се реализира во соработка со Центарот на развој за Источнопланскиот регион, а финансиската поддршка во наредните 4 години е на швајцарската влада. Наредната фаза исто така ќе трае 4 години со вкупен буџет од 3,8 милиони швајцарски франци. Донаторот е истиот, Швајцарската агенција за развој и соработка, преку националниот координатор на програмата Фармахем од Скопје. Стратешки партнер е повторно Центарот за развој на Источен плански регион, а партнери во програмата се Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Шумарскиот факултет од Скопје, Македонското еколошко друштво и Македонски шуми. 11 општини и граѓанските здруженија од регионот до 2020 година ќе имаат можност да добијат поддршка за реализација на активности што се во рамките на изработените стратешки и плански документи за Брегалничкиот регион, како основа за одржливо управување со природните ресурси и негов развој.
Децата од Астибовата градинка со еколошки проект ќе земат учество на колонијата на детско пријателство во Шабац. Штипските пензионери подготвени за регионалните спортски игри. Пензионерите од Штип, Струмица, Свети Николе, Ново село, Радовиш, Конче, Лозово и Карбинци ќе бидат дел од 22-те регионални пензионерски спортски игри кои ќе се одржат во сабота во Штип. Председателот на Сдруженијето на пензионери на општините Штип и Карбинци, Александар Захариев, на денешната пресконференција рече дека 348 пензионери од 8 општини ќе се надпреваруваат во повеќе спортски дисциплини. Надпреварите ќе се одвиваат во Штипската гимназија, Славчо Стоименски и градскиот стадион. Штипското здружение на пензионери е домакин на 22-те регионални спортски пензионерски надпревари од 7-миот регион. Надпреварите ќе се одржат во сабота на 10 јуни во гимназијата Славчо Стоименски, а ќе се надпреваруваат надпреварувачи и на градскиот стадион. Ќе учествуваат над 300 спортисти пензионери, 348 учесници, спортисти кои ќе присуствуваат на споменатиот ден на 10.6. Така да ќе бидат од Ново село Струмичко 40 учесника, Струмица 65, Радовиш и Конче 83, Лозово 30 и Штипка од домакин ќе учествува со 90 надпреварувачи. Пензионерите спортски надпреварувачи на спортските пензионерски надпревари во Штип ќе се надпреваруваат во 11 дисциплини. Салонски, тоа е пикадо, домино, шах, табла, а додека во дворишето на гимназијата ќе се одржа фрлање на кош, пуцање на голове, стрелање, така да, а останалите дисциплини ќе бидат на стадионот на Брегалница. Надпреварувањето ќе биде во гимназијата Славчо Стоименски, но и на градскиот стадион. Ние како здружение Штип потполно сме опремени со комплетни реквизити потребна за сите 11 спортски дисциплини, фактички. Кугла, пушки, ортома, одбележување на теренот, шах, табла, пикадо. До сега ги немаме тие работи. Ние успеевме за овие 20 години пред 10 дена да обезбедиме оно што е најважно, нови пикада. И тоа е нови пикада автоматски. Со цел да постигнат подобри резултати на спортските пензионерски надпревари, штипските спортисти пензионери активно се подготвуваа речиси 1 месец. За комисиите да работат непречено се обезбедени одлични услови. Оние кои ќе освојат први места ќе продолжат да се надпреваруваат на државните спортски пензионерски надпревари. Дечињата од детската градинка Стибо ќе земат учество на колонијата на детско пријателство, чиј домаќин годинава е детската градинка во Шабац во Србија. Таму ќе се представат со еколошки проект, но и со македонски ора. Две групи на дечиња од Стибовата градинка во Штип ќе бидат гости на дечињата од детска градинка во Шабац во соседна Србија, која годинава е домаќин на традиционалната колонија на детско пријателство. Таму мостовите на пријателството ќе се градат со дружба и подигнување на еколошката свест. Дечињата од оваа градинка ќе презентираат и дел од нашето културно наследство, македонските ора и фолклор. Дечињата ќе извадат две точки, едната е точка за екологијата, а втората е точка на народен фолклор, со која што ќе се представат на тамошната завршна приредба, а со првата точка за екологија ќе се представат на отварањето на колонијата. Ова е веќе традиционално 5-та година кој што учествуваме во овој проект. Оваа манифестација досега има неколку успешни реализации. Годинава ќе се одржи по 5 пат. Секоја година домаќините се менуваат, а Стибовата градинка ја негува традицијата на детското пријателство и единствена во државата која учествува во колонијата. Прифативме и почнавме со реализација. Дечињата се враќаат со неверојатни импресии, исто така и родителите се задоволни
од еден ваков вид на патување, бидејќи самите дечиња доживуваат таму доста моменти и од делот на воспитанието и од делот на образованието. Недела на дружење, забава и игри, дечињата од клонот Цветови во Остибовата градинка, придружувани од воспитувачка, негувателка, педагог и медицинско лице, како што налагаат стандардите, в недела ќе заминат за Шабац, а следната сабота ќе се вратат дома. Дечињата од градинката од Шабац на овојгодинешната колонија ќе пречекаат групи дечиња од 7 градинки од поранешните ју републики, меѓу кои и дечињата од Штип. Љубителите на ликовната уметност во рударскиот град Македонска Каменица можат да ги видат уникатните дела на Кристина Деловска од Кочани. Таа на изложбата представи 60 слики изработени со растопен восок и пегла. Љубителите на ликовната уметност од Македонска Каменица може да ја видат уникатната изложба на Кристина Деловска од Кочани, која своите слики ги прави во посебна техника. Архитектот Деловска веќе 10 години своето слободно време го користи за изработка на вакви слики. Сликани се во техниката енкаустика. Сите слики се изработени во таа техника. Значи со ова сликање се бавам последните 10 години. Таа е специфична техника со растопен восок со пегла. Публиката во Македонска Каменица може да види 60 слики изработени од страна на Деловска, а за себе вели дека го сака и убавиот пишан збор. Покрај сликарството таа има издадено и збирка песни, меѓу сонот и јавето. Ова е нејзина втора изложба во источниот регион. Новиот спортски центар во Македонска Каменица нуди можност за квалитетна спортска рекреација. Теретаната во спортскиот центар е вистинска атракција, посебно за младите луѓе. Овде многу се дружиме, доаѓаат многу млади луѓе, спортуваме. А рекреативно се бавите со бодибилдинг или? Не баш, повеќе спортувам со фудбал се. Фудбал. Ама ова помага за да се одржите физички? Да, многу добро. Што значи оваа теретана, овој спортски центар за младите во Македонска? По тоа многу помага на луѓето да спортуваат, место да одат по кафичи, навечер може да одат да спортуваат. Тука гледам во близина на фудбалскиот стадион. Значи, спортистите, фудбалерите може да доаѓаат да се... Да, можат. Многу е добро. За да зајакат својата физичка функција? Да. Дали доста другари доаѓаат? Да, доаѓаат многу. Многу е добро. А што мислите дека овој месец е бесплатно? Наредниот месец ако почне да се наплаќа, дали ќе има посетеност? Ќе имаме, нема да има толку многу како што беше на почетокот. Не, добро. Справите како се според вас? Справите супер, добро како за почеток. Во Белград се реализира работилница за управување со инфраструктурни средства и соодветни услуги за комуналните предпријатија од југоисточна Европа. Учесници се раководители од Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, а таму е и камерата на Ирис телевизија. Од Белград со извештај го имаме нашиот новинар Тран Ристевски. Раководителите на 30 на јавни комунални предпријатија од Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина се состанаа на првата регионална работилница во рамки на проектот Управување со инфраструктурните средства, советодавни услуги за комуналните предпријатија во Југоисточна Европа. Пораката која се испраќа денеска е дека раководството на секое од предпријатијата е клучно во успешна имплементација на проектот. Некои од предпријатијата беа инволвирани во првата фаза од проектот, која на површина ги исфрли сите проблеми од секојдневното работење, а уште повеќе итноста од воеведување на нови методологии. Сега имаме потреба да од посоодветен софтвер како би можеле да извршиме поконкретни теренски мерења и да направиме соодветна база на податоци. Значи се утврдити, односно израдити хидравлички модел, утврдити слабе тачке система у техничком смислу и наравно предузети мјере за побољшање. Сматрamo vrlo važnim što smo dio tog programa i što ćemo učestvovati u svemu ovome.
i mislimo da je sada vreme da kao finiš napravimo sa vrhunskim stručnjacima završetak ovog projekta. Проектот се реализира во 3 фази, секоја во трајање од по 1 година, период кој ќе биде искористен за тренинг на работните групи од предпријатијата за практична примена на софтверот EDAMS. Очекуваме системов не само него да проработи уште во самиот проект. И тој ќе носи големи подобрување за услугите наши. Pa smatramo da ćemo dobiti dobre podatke, nešto što će menadžmentu preduzeća omogućiti da donosi dobre odluke. I nadam se da ćemo završetkom projekta biti prezadovoljni i da ćemo pojednostaviti upravljanje i otklanjanje rizika za funkcionisanje našeg sistema i preduzeća. Имплементацијата на моделот е од особено значење и за општините. Општините од податоците на што се собираат во рамките на овој проект ќе се стекнат со реалната слика со каков имот располагаат. Ова е многу битно заради донесување на политички одлуки од страна на градоначалниците и советите на општините. Моделот ќе биде презентиран и на денови на водата во Ниш пред представници на предпријатијата од Јужна Србија. Од Белград за Ирис телевизија, Трајан Ристовски. Фудбалската академија Апостолов Пандев го освои првото место на меѓународниот турнир во есен, додека во Дизелдорф беа пети. На враќање во ист авион младите штипски академци ги споделиат звездените мигови со европските шампиони, ракометарите на Вардар. Пионерите на Фудбалската академија Апостолов Пандев успешно кронисаа турнирата во Германија. Малите фудбалери од генерацијата 2005-2006 одиграат 20 на пријателски надпревари со повеќе респектабилни тимови од Европа, стекнаа драгоцено искуство кое го потврдија на 2 официјални турнири на кои настапија во градовите Дисселдорф и во Есен. Бевме од први до шести во Дортмунд, значи таму престојувавме, бевме на 2 турнира. Едниот турнир се одржуваше во Дизелдорф, а другиот турнир во Есен. Значи ние учествуваа над 180 екипи од цела Европа, значи најдоброто од Германија, најдоброто од Европа. Ние се прикажавме во добро светло, на турнирот во Есен го освоивме првото место, а во Дизелдорф го освоивме 5-то место. Значи ова е едно големо, можем да кажем, искуство за овие млади деца, каде што може да и послужи за понатам во нивната кариера. Значи они видоа каква дисциплина имат тие другите фудбалерчиња, че каква дисциплина имат на теренот и надвор од него. Значи игравме со многу јаки екипи како Барли од Англија, како Мехелен од Белгија, Мајнц од Германија, и да не ги набројам другите работи, али ние пред се отидовме таму за да имат овие деца едно искуство, а резултатите не секупат во втор план, али ете и тие деца изиграа и си зедоа пехар и медал. Со победничкиот пехар од Есен и со освоените златни медали, академците од Апостолов Пандев има таа среќа на враќање да бидат во истиот авион со златните ракометари на Вардар од Скопје. Момент за историја, за вето сеќавање и за уште поголем поттик за понатамошна добра работа, како и тие еден ден би се вигнале во самиот европски фудбалски врв. Морам да напоменам исто и на враќање во авионот, исто бевме и со ракометарите, со Вардар, значи европските шампиони. Децата се сликаа со нив, се имат зедо автограми, значи тоа е наша среќа, така се испадна, така околностите испадна да патуваме заедно назад со нив. И така едно, пак ќе кажем, едно големо искуство за овие деца, па и за нашата школа. Фудбалската академија Апостолов Пандев и во понатамошниот период ја очекуваат нови фудбалски активности и искушенија. Многобројно стекнатите пријателства се негуваат, тие се повеќе се шират и се гаранција за настап на некои нови фудбалски средби и меѓународни турнири. Со последните информации од фудбалот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. Пријатно!